Јас сум Ивана Алексовска, вие го следите Дневникот во 22 часот. Добро вечер, започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Силно невреме синоќа го зафати Куманово. Волк задави 20 на овци во селото Орашац. Осветена црквата Свети Никола Летен во селото Уминдол. Започна чистењето на речните корита на Кумановка, Којнарка и Липковка. Оштетени возила, кровни конструкции и уништени земјоделски култури останаа по вчерашното невреме кој го зафати централното градско подрачје и Кумановскиот регион. Надлежните од општините Куманово и Старо Нагоричани излегоа на терен за да ја увидат состојбата. Куманово е меѓу трите градови во државата со најголемо количество наврнат дожд. Силно невреме го зафати вчера попладне Куманово, проследено со интензивни врнежи од дожд, град и електрични празнења. Силниот ветер однесе лимен покрив од зграда на улицата Народна револуција спроти основното училиште Браќа Миладиновци, кој падна врз паркиран автомобил Рено Меган, пошто ја турна и заштитната ограда на училиштето. Освен предизвикана материјална штета, повредени нема. Улицата беше блокирана за сообраќај додека траеше отстранувањето на лимот. Невремето во Кумановско траеше половина час. На неколку локации во градот ветерот откорна играњки од дрва. На терен излезе и градоначалникот на Куманово, која повика градежната инспекција да ја засили контролата на објектите чии сопственици само иницијативно поставиле кровни конструкции. Сметам дека градежната инспекција треба да направи целосен попис на сите овакви кровови кои имаат нелегитимен и нелегален карактер. Мислам дека ова е најболје пример како треба да се следи. Замисли да се ова случило во работен ден кога има ученици. И затоа апелирам до сите совети на станари. Ова не е работа на локалната самоуправа, ова е индивидуална приватна зграда, луѓето индивидуално инвестирале и мислам дека ова е неодговорно однесување на совет на станари. Затоа ќе поведеме постапка со градежна инспекција и ќе поднесеме кривична пријава до сторителите на водел. Од вчерашното невреме пак во општината Старо Нагоричана најголема штета претрпело селото Стрезовце. Градот што паѓал со големина на орев ги уништил земјоделските култури, кровните конструкции на куќите во селото, а оштетени се и возила. 20-25 минута сигурно интензивно падање на величина на ораси. Видите и сами све е уништено 100%. Не знам, не видена работа. Има кровови на људи, комшија кров му уништен 100%, возило мое исто тако, значи катастрофа не видена, не е осигурано ништо. 62 годишниот Дионис Митревски, откако останал без работа, живее од земјоделство. Во невремето, покрај другото, тој остана и без 5000 корени зелка. Спасен е само компирот, бидејќи е под земја. Све што имаше се утепа тие работи, нема ништо. Зелка, компир, тие работи се. Компир ништо нема, може да стане во земја. Припјатија се. Лојзе. Па би требало ако има нешто одржава, ако нема, па тоа не е. Што да правиме друго? Тоа ќе не е. Од општината Старо Нагоричана денеска излегле на терен за да увидат каква штета предизвикало невремето. Потоа советот на општината ќе одржи седница, а наредните денови на терен ќе излезе и комисија за проценка на штети. Инаку според управата за хидрометеоролошки работи, Куманово е меѓу трите градови со најголемо количество наврнат дожд. Волк утринава задавил 20 на овци во селото Орашац. Сточарот Горан Николовски штетата ја проценува на повеќе од 3000 евра. Инаку покрај удавените 10 овци избегале, а само 7 се спасиле. Николовски се надева на надомесна штета, бидејќи тој и неговото семејство живеат од сточарството. 20 удавени овци од волк утринава во својата штала затекнал 48 годишниот Горан Николовски од селото Орашац. Тој раскажува дека други 10 овци избегале, а само 7 се спасиле. Направената штета собственикот ја проценува на повеќе од 3000 евра. Савајле рано, ешто кога дојдомо околу 5 сат, мајка ми се јави околу 4:30. Вика синко доаѓај, Вуку легнај утрало и више не мога да ми каже. Ја дојде одма со школа, со жена дојдомо. Овци ги нема дома. Тие што беа издавени. Другите ги најдомо на 100 метра тамо комшиски двор, уплашене, собрале се на куп и не смеев да дојде дома. После доаѓајќи успут тој на порту мој виде една на пут удавена тој. Тргна го да не
да не утепа некоја, пошто ја првна лете, да не најде некој со сколата, ипак асфалтен пут брго се вози. Трнаги. Николовски, кој чува 150 овци, се надева дека ќе добие надоместна штета, бидејќи тој и неговото семејство живеат од сточарството. Вели дека за настанот веднаш ги известил полицијата и ветеринарната станица, кои дошли и направиле записник. У наше село оваква штета голема досег не имало. Имало е да удави вук на пашу на кога 2-3. Имало урипаја, али летни период кога се биле надвор овце у тие аргачи претрла како ве нашто е дека земе ги 1-2-3 и тако е, али овако е да улезе унутра у трло досег не имал. Па ако овако продолжи со овие животиња како што ги има поред, ќе бидеме принудени и ми да ги откачуваме, да се ратишуваме. Не може да обстанеме. Значи нападаме штом дојдува у трло да улезе да не нападне. Буди цел ден работиме, мучиме се па и ноќе не може да се одмориме да ги варкаме. Инаку минатата недела волк удави 8 овци и 2 кози во село Пчиња. Слама и сено изгореа вчера во пожар предизвикан од удар на гром во селото Младо на Горичане. Залудни биле обидите на семејството Спасовски да ја спаси добиточната храна. Се изгорело само за неколку секунди. Среќа во несреќа е што овците не биле во трлото, велат сопствениците. Повеќе од 500 бали слама, сено и друга сточна храна изгореа вчера попладне во пожар предизвикан од удар на гром во кумановското село Младо на Горичане. Ова се случило во семејниот двор на Драги Спасовски. Според него, среќа во несреќа е што во тој момент овците не биле во трлото, бидејќи можел да остане и без нив. Грмење, пуцање, одеден пут букна, а како и биднало и што е од гром вајда, кажу од тут доше, жица како е ишло, и еден пут пламен. И изгоре и слама, и сено, и све. Колку храна е уништена? По нејде 500 бале слама и 6 приколице сено, не балирано. Тоа е све пепел. Неговиот син Горан вели дека за неколку секунди изгорела храната за добитокот, што ја планирале за зимскиот период. Пукна јако 2 пати. И стрчавме брзо, прво комши дојде. Пламен се видев. Немаше. 20 секунди се многу. Пламен. Тоа е тоа. Се обидовте да гасите? Се обидовме, да. Само руку го изгоре, джабе, ништо. Кој ви помогна? Гасењето. Дојде пожарна од Старна Горичина. Потоа од Кумано дојде уште една. И дежура, да, се беше залудно джабе. Од густиот шат се задушил синот на Горан, кој помагал во гасењето на пожарот. Тој синоќа е хоспитализиран во Кумановската болница. Добре, подобре се. Прима инфузија. Загушен од димот шат. Ќе го испитат се утре, срцето му стимат. Се надеваме дека ќе го пуштат па се. Тоа Спасовски се свесни дека не се единствените што претрпеле штета од вчерашното невреме, но сепак се надеваа дека општинската власт ќе им помогне. Се чистат коритата на реките во градот од насобраниот смет. Акцијата ќе трае 1 месец, а за таа цел од општинскиот буџет ќе бидат потрошени околу 2 милиони денари. Работите ги изведува фирмата Бетон Градба од Куманово. Во тек е чистењето на речните корита на Кумановка, Липковка и Којнарка. Денес и во текот на вчерашниот ден се отстранува отпадот по течението на реката Липковка од Мај маркет до маркетот Туш. Надлежните објаснуваа дека реките се чистат од дивите депонии, израснати дрвја и грмушки за овозможување на регуларен тек и намалување на ризиците од поплави. Акцијата ќе трајде на месец дена. Очекуваме да у најголем габарит ја изчистиме сливните подрачја и депониите во близината на речното корито. Тендерот е распишан од општина Куманово во висина од 2.900.000 денари со ДДВ, значи негде околу 2.400.000, 2.450.000 без ДДВ. Од кои 10 тона или 10 литра нафта добиваме подршка од Центар за управување со кризи. Останатите пари се на буџет на општина Куманово. Беше транспарентна постапката, Бетон Градба ја доби работата. Ние сме у првишти неколку дена задоволни од екзекуцијата на проектот. Значи се врши добра
оперативна работа на теренот. Поставени се неколку контролни пунктови за следење на акцијата од страна на комуналните инспекциски служби. Хидроинженерите од јавното предпријатие Водовод па ги контролираат продирањата при чистењето на речните корита. Во овој проект ќе влезе и чистење на влезниот привод на Серава во улицата на Серава, на крајот онаа што е сливниот дел од Бачија глава, на некој начин несавесноста од депозит на камења, шутови е затворен пријава, што уште повеќе врши регургитација и враќање по каналот според автопатот, што е услов за надедување на и поплави во сливот на каналот поред автопат. Така да ќе интервенираме у неколку области. Паралелно направиме чистење на дивите депонии во Седореки и ова гето, така наречено кај ромите на пругата Перочичо, станица бивша. Работиме на чистење на грбушки и диви израстини во областа на Гоце Делчев, направиме една голема акција. Надлежните посочуваат дека акцијата за чистење ќе ја зацврсти одговорноста на граѓаните за зачувување на животната средина и обезбедување на заедница во која приоритет се еколошките стандарди. Во селото Уминдол утринава беше осветена црквата Свети Никола Летен. Свечениот чин на осветување го изврши Кумановско-Осоговскиот митрополит Јосиф. Новиот храм е изграден на иницијатива на жителите, а со помош на хумани лица. Мештаните се радуваат што конечно во своето село ќе имаат Божји храм во кој што ќе можат да ги одбележуваат празниците. Денеска беше осветена новата црква Свети Никола Летен во селото Уминдол. На свеченоста присуствуваа над 200 верници, а чинот на осветувањето го изврши Кумановско-Осоговскиот митрополит Јосиф. Тој истакна дека овој храм ќе го врати духовниот живот во ова село, но и ќе остане сведоштво за едно време и народ кој длабоко во себе ја носи верата за Господ. Денес ние завршивме едно богоугодно дело. Завршивме едно дело градено со љубов, завршивме едно дело за вечноста. Денес се собравме заедно и го осветивме овој храм, испросувајќи благодатта Божја. Со усредна молитва го повикавме Духот Свет да го благослови нашето дело и да го освети овој храм. И навистина секоја ваква случка представува голем настан во нашиот црковен живот. Новиот храм е изграден со средства на мештаните на Уминдол и со помош на донатори. Инаку во ова село, кое се наоѓа на 10 километри од Куманово, досега немало црква. И мислам дека стигнавме до некаде, внатре се направено, како сами ако сте снимале сте виделе. Сега имаме уште од надвор нешто да се доправи, ама ќе се прави, важно да се освети, да повеќе венчаваме, крштеваме и тоа. Тоа е затоа и го правиме, да не сближува духот православен. Значи, кога има вакви работи и народот е поблизок, по-добар, по-релаксиран и тоа е тоа. Жителите се надеваат дека новата црква ќе остане дар за идните поколенија, но и дека ќе го врати духовниот живот во нивното село. Па ова многу значи и за селото и за народ. Планирано е црква се прави уште кога е формирано село, ама не е успеено, па сега на ово време некако се успеа се направи. Само придонеси од народ, од пари, од донации доста, од општината. Многу убава работа. Најболе што не може да биде. Со задоволство смо чекале да направиме од цркву, све да биде добро. Сега ќе имате каде да си го одбележувате празниците? Да, тачно. Ќе си да не идеме во Куманово да плаќаме превоз. Ово е супер за нас. Боле, што не може да биде. Овај црква многу ќе значи за нас. До сега црква не е имало, а сега севти имамо цркву. После 100 години може да е. Али многу ни се свиѓа, многу е убава и задоволни сме. Толку сме одушевени, толку сме радосни дека имамо црква. Не достигаш на овој, значи не достигаш. Да, сега тука ќе може да супер, сега е супер, се е супер, сега е супер. Инаку на свечениот собир, на кој се одржа и богата културно-уметничка програма, присуствуваа и представници на јавни предпријатија, пратеници, политички партии и бројни граѓани. Средношколци од различни градови полагаа за добивање на американска стипендија во Техничкото училиште Наце Буѓони. Стипендијата ја спроведува невладината организација Американски совети, а истата ја финансира владата на САД. Избраните ученици ќе имаат можност една учебна година да престојуваат во Америка и да следат настава во Американско училиште сместени во семејство.
Во техничкото училиште Наце Буџони 134 ученици се тестираа за добивање на средношколска американска стипендија од програмата ЙЕС, администрирана од невладината организација Американски совети во спонзорство на владата на САД. За стипендијата може да аплицираат ученици од прва и втора година, а резултатите од тестирањето ќе бидат објавени во април. Околу 18 ученици од земјава ќе имаат можност следната учебна година да ја поменат во Америка, сместени во американско семејство. И семејствата таму се волонтери, не добиваат никаков надомест и ги земаат овие ученици затоа што сакаат да ја запознаат исто така македонската култура и да ја споделат америчката култура назад, значи на ученикот. Целата стипендија го покрива целиот престој, значи од авионската карта па се до месечна стипендија таму, до например сите потребни нешта што им се дали за во училиште, дали за лична хигиена. За добивање на американската стипендија може да аплицираат и ученици со посебни потреби. Од техничкото училиште Наце Буџони објаснуваа дека контактирале со другите училишта и ја проследиле програмата за тестирање до учениците. Ние сме организатор, така да кај нас се подготвивме училници и се. Ја спроведовме информацијата, имаше голем интерес ова година, значи повеќе од лани. Лани беше во основното училиште Кочо Рацин, сега ние сме домаќин, значи термините секоја година се различни. До сега од 2009 па наваму имаме околу 80 ученика кои што отишле во САД. Освен од Куманово, на тестирањето присуствуваа и средношколци од различни градови низ земјава. Тестирањето се спроведува во 3 дела. Првиот е 12-минутен тест на заокружување со општи прашања на англиски јазик. Вториот се состои од есеи прашања, а третиот дел е разговор со апликантот. Сакав да се запознавам со школството во Америка и да се запознам со нивната култура на живење. Јас сум втора година и доаѓам од Кавадарци. Сакам да видам како живеат луѓето во други држави и каква е нивната традиција. Имам искуство со живење во други семејства, па доста лесно. Центри за тестирање освен во Куманово има и во Скопје, Струга и Штип. Од Американски совети објаснуваат дека за стипендијата во просек се пријавуваат од 400 до 800 ученици, а само 4% од нив имаат шанса да продолжат понатаму. Добиточниот пазар во селото Долно Којнаре, со кое стопанисува јавното предпријатие Пазариште, ќе работи утре и задутре. Причината е муслиманскиот празник Курбан Бајрам, поради што е зголемена поберувачката и понудата на добиток. Пазарот ќе работи во вообичаеното работно време. Со одлука на Советот на општината, јавното предпријатие Пазариште има одобрение да работи пред големите празници и во непазарните денови. Во Куманово денеска времето беше умерено облачно со повремен дожд. Максималната температура изнесуваше 23 степени, а минималната 18 степени Целзиусови. Дуваше умерен северозападен ветер. За утре се најавува умерено облачно време. Дневната температура ќе изнесува 25 степени, а утринската до 16 степени Целзиусови. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Ова беше последната информација. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.